Добра вечер во Дневникот на КТВ, 15 април 2025 година. Започна изградбата на потпорна конструкција и крак на улицата Ѓорги Соколов во Кавадарци во должина од 110 метри и површина од 750 метри квадратни. Како што информираат од општината, проектот се реализира преку Министерството за транспорт за поддршка на имплементација на декада и стратегија на ромите за 2024 година. Финансиската конструкција изнесува 2.320.000 денари, од кои 1.122.000 денари се од Министерството за транспорт, а останатите од буџетот на општината. Работите ги изведува фирмата АС Машини. Државниот здравствен и санитарен инспекторат вчера поминал часови на клиниката за кардиохирургија, вршејќи надзор во здравствена установа од стратешки интерес за државата, а каде минатата недела почина 57-годишниот Тони Ангелковски, пациент на кого му требала итна реконструкција на аортата, која му била разлистена, но не ја добил. Инспекцијата ги потврди тврдењата на семејството, ангиографската сала што му била потребна на пациентот не работела еден месец и на клиниката наместо стент графтови, медицинскиот материјал што треба да се вгради, ангиографската сала ќе биде затворена барем до 15 мај, до кога на кардиохирургија нема да има ни стентови за торакално ендоваскуларна аортна реконструкција. Анеуризма на аорта е сериозна диагноза. Јас не сум ја прочитал се уште, сега одам во Министерство, прво дојдов тука, па одам во Министерство за здравство, ќе го видам извештајот. Секако ќе треба да има и стручна комисија веднаш, да се констатира. Според моите информации, едната сала се работела. Меѓутоа, дајте ми да го видам извештајот и ќе ви кажам точно. Сите сме потенцијални пациенти, на сите може да ни се случува. За среќа во Македонија имаме 3 клиники во кои што се работат вакви операции, меѓу кои и државната и 2 приватни, така да дајте ми да го видам извештајот од ДСЗИ и одговорно секако ќе има доколку имало пропуст или грешка. Од петок 18 овој месец, маркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел ќе бидат обврзани да ги објавуваат цените на своите производи на официјални веб страници. Оваа обврска произлегува од измените на Законот за заштита на потрошувачи, кои влегуваат во сила после објавувањето на законските измени во Службен весник на 4 март. Министерството за економија, заедно со усвојувањето на измените, изготви и правилник за начинот на објавување на цените и податоците кои треба да се објавуваат од страна на малите, средни и големи трговци. Според правилникот, сите трговци кои вршат дејност трговија на мало ќе треба јасно и на лесно достапен начин да ги прикажуваат цените на своите производи на посебен дел од својата веб страница, кој ќе биде посветен на ценовникот. Цените на производите ќе треба да бидат достапни без потреба од регистрација или логирање на веб страницата. Објавените информации треба да ги вклучуваат тековните продажни цени, единечните цени, промотивни или попустни цени и за секој продажен објект ќе се наведуваат податоци како што се редовната цена, износот на попустот и време траењето на промоцијата или попустот. Цените ќе треба да се ажурираат на дневна основа, најдоцна до 10 часот секој работен ден. Во случај на техничка грешка при ажурирањето, трговците ќе мора да ја коригираат грешката во рок од 24 часа. СДСМ бара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за трагедијата во Кочани. Поминаа точно 30 дена од трагедијата во Кочани, а Тошковски се уште не најде ниту еден виновен во актуелните началници и службеници на МВР кои биле директно одговорни за безбедноста на граѓаните, рекоа од СДСМ на денешната пресконференција. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, човекот кој е на чело на системот што требало да спречи ваква катастрофа, не само што не понесе оставка, туку бега од одговорност, како да воопшто не бил тој неговите началници одговорни на денот на пожарот. Ако се следи истрагата, се добива впечаток дека настанот се случил во некое друго време со некоја друга власт. Поминаа точно 30 дена од трагедијата во Кочани, а Тошковски се уште не најде ниту еден виновен во актуелните началници и службеници на Министерството за внатрешни работи, кои биле директно одговорни за безбедноста на граѓаните. Наместо денес да се жали на Фејсбук, како опозицијата го напаѓала,
треба да си понесе оставка како минимум чин на лична одговорност. Пред оставката треба да ги приведе сите 7 началници за кои сите правни експерти во државата јасно кажа дека имаат директна одговорност за настанот. Додека обични службеници се гонат и носат на распит, додека истрагата веќе стигне до 2012 година, лицата кои реално имале мојки и обврска да спречат трагедија, остануваат недопирливи. Началници, командири, луѓе од Бирото за јавна безбедност, па дури полицајци што биле таа вечер на лице место, никој од нив не е ниту повикан, ниту истражуван. Тоа е срамно. Тоа е директен доказ за селективна правда. Има поголем доказ за морален пораз од тоа што советничката од ВМРО ДПМН во Советот на Кочани поднесе оставка, а министерот не. Како е можно политички представник на локално ниво да покаже повеќе карактер од човек кој води едно од најмојките министерства? Дури Тошковски измислува некакви алијанси и на празно обвинува, нема никакви алијанси, има само прашање на кои тој не дава одговори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да молчи. Му порачуваме Тошковски своите писања на Фејсбук да си ги зачува за себе. Ниту ќе не заплаши, ниту ќе не замолчи. Ќе продолжиме да ги отвораме овие прашања и ќе се инсистираме на целосна, неселективна и независна истрага. Ќе бараме да се истражи одговорноста на оние кои биле на врвот, затоа што такму тие ја водат полицијата која гледала, знаела, а не направила ништо. Правда за Кочани нема да има додека тие што можеле да спречат трагедија не одговараат. Не само кривично, туку институционално и политички. А тоа започнува со оставка на Панче Тошковски. Ако тој не сака да си понесе оставка, тогаш јавноста треба да му ја повара. Граѓаните имаат право да знаат зошто институциите молчат, а зошто функционерите од ВМРО ДПМН се третираат како недопирливи. Едно е јасно, СДС го напаѓа Панче Тошковски затоа што апси криминалци кои СДС ги толерира. Сега од постапките се гледа дека недопирливи нема, владењето на правото е безусловно, потенцираат во реакција на пресконференцијата на СДСМ од ВМРО ДПМН. Братот на Венко Филипче заедно со Вице Заев направи фотоволтаична централа, обвинија денеска на пресконференција од ВМРО ДПМН. Братот на Венко Филипче, додека СДС беше власт, заедно со Вице Заев направи фотоволтаична централа. Братот на Венко Филипче, Никола Филипче, заедно со Вице Заев, си отвориле заедничка фирма и си купиле земјиште во Дојран од 23.000 метри квадратни, на кое што за рекордно брзо време добиле дозволи и си завршиле процедури и си изградиле фотонапонска централа. Никола Филипче и Вице Заев, користејќи моќта на нивните браќа, тогашен премиер и министер за здравство, по рекордно брзо време добиваат согласност од Министерството за транспорт и врски и по само еден месец, во координација со градоначалникот на Дојран и Советот на општината, се прави измена во ДУП-от и фирмата си поставува соларни панели на земјиштето. Според проценките кои што ги имаме, Филипче и Заев би произведувале околу 2000 мегават часови електрична енергија годишно, би заработувале околу 10.000 евра месечно или 120.000 евра годишно. Браќата на Венко Филипче и Зоран Заев месечно на своето конто ќе додадат плюс 25 минимални плати или 300 минимални плати годишно. Почитувани, затоа Венко Филипче сака да дојде на власт, за да може да ги продолжи семејните бизнис интереси кои им носат милионски суми на годишно ниво. Венко Филипче сака да биде власт за повторно како порано, по рекордно време, да вади дозволи и да одобрува процедури. Филипче сака да си игра со државата и со народот, за да си ги задоволи своите потреби. Филипче е во политиката само за да си ги задоволи своите апетити, а не да мисли на граѓаните. Филипче е завршена приказна за политичката сцена. Филипче повеќе нема кредибилитет. Венко Филипче треба да си поднесе оставка. Информација и од спортот, одредени групите за четвртфиналето од ракометниот куп, ГРК Тиквеш во полуфиналето од групата 4 го доби Аеродром,
а во второто полуфинале од оваа група ќе играат Прилеп и Охрид. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија се одржа жрепката за групната фаза од Купот на Македонија во ракомет. По одигрување на елиминационата фаза, надпреварувањето продолжува со 16 екипи, поделени во 4 групи, во кои се вклучени и 4 носители на жрепката. Бранителот на трофеот Алкалоид имаше среќа, па налета на својот втор тим, второлигашот Мултиесенс. Вардар од фаворитите доби најтешка задача бидејќи ќе игра полуфинале со Бутел. Пелистерци ќе се судрат со Куманово, а Охрид оди на Мегдан со Прилеп. Четвртфиналните групи од Купот на Македонија изгледаат вака. Во групата 1 полуфиналните двојки се Алкалоид Мултиесенс и Партизан Гевгелија Пролет. Во групата 2 полуфиналните двојки се Еврофарм Пелистер Куманово и Радовиш Струга. Во групата 3 ќе играат Вардар Бутел и Борец Фрутленд Еврофарм Пелистер 2. И во групата 4 се Прилеп Охрид и Тиквеш Аеродром. Во групната фаза ќе се одиграат 2 полуфиналиња, а потоа победниците на групите преку финалето ќе обезбедат учество на завршниот турнир. Надпреварите од четвртфиналето на Купот на Македонија ќе се одиграат на 26 и 27 април. Времето утре предпладне ќе биде сончево со умерена облачност, попладне променливо облачно, кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд и услови за ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен, наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од југоисточен правец, температурата во интервал од 10 до 23 степени. До петок ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени локални врнежи од дожд, наместа поројни, проследени со појава на грмежи и засилен ветер. Во деновите од викендот времето ќе биде стабилно, сончево и топло. Тоа беа содржините во дневникот. Ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.